Драги мои, како што ветив, еве, да снимаме и на темата, зборевме витамини за птици, конкретно за папагали, па тука ќе спомнам и за птици грабливки. Исто ќе наговестам и нешто ќе кажам зборува околу вакцините за овие животни. Првенствено, сакам ја користам оваа прилика, како и секогаш, да ви се заблагодарам за поддршката што ја добивам од сите вас, во однос на гледаност и на лајкови и на споделување на моите видеа. Искрено од срце ви благодарам, продолжете така, сите вие што не сте мавнале subscribe, сторете го тоа сега, заради тоа што му е потребна поддршка на мојот канал, нормално, како и на секој, така и на мојот. И стиснете лайк, споделете го ова видео за да допре до што повеќе луѓе. Кога сме околу витамините за птиците, конкретно еве да кажам за папагалите, јас лично со моето име и презиме ви велам, ви советувам, не можам ништо да наметнам, ви советувам тоа да не го правите, да не купувате, може ќе ми се наутат сега сигурно оние кои имаат пет шопови и што продаваат витамини за птици, но појдете од себе си. Дали е подобро, например, да се напиете некое апче или нешто природно? Дали е подобро да земете антибиотик? Антибиотикот во човековото тело се разградува 2 години. 2 години. Замислете, тоа е птица, тоа е 100 пати понемоćна од човекот во тој контекст. Колку време ги треба на птицата да се разгради таа хемија во нејзиното тело. Така да, ви советувам топло, добронамерно, немојте да го правите тоа. 100 пати сум кажал, ќе кажам повторно, ако сакате витамини за вашите папагали, сторете го тоа преку исхрана, преку храна. Во природата на крајот од денот, кој им дава витамини? Купуваат во пет шоп? Сигурно дека не. Така да, ако сакате витамини, добивам пораки од сите вас, како мојот папагал не јаде јаболка, мојот папагал не јаде морков, мојот папагал не јаде круша, не јаде малина, не јаде ова, не јаде она. И сега, до таму одите со размислувањето, ако не јаде јаболка, кој витамин го содржи јаболката, ја да и го купам. Не иде тоа така. Ако вашиот папагал не јаде јаболка, или не јаде круша, или не јаде било што друго, значи дека не сака тоа да го јаде. Едноставно запрете тука. Значи ако не јаде јаболка, ќе јаде круша. И обратно, не е ништо страшно. Не се остручавајте, не се нервирајте, дозволете му на вашиот папагал да прави што сака во тој однос. Контекст. Ако не јаде јаболка, нека не јаде јаболка. Нема потреба вие да купувате витамини, некакви си хемии, глупости. Оставете го вашиот папагал тоа што сака да го јаде. Ваша задача е да му понудите во чиниче разно овошје и тој да си одбере што сака да јаде. Вие ќе видите што сака да јаде повеќе, што сака да јаде помалку, што не јаде воопшто. Што не јаде воопшто, ќе му ги сфрлите од исхраната и никому ништо. Сезонско овошје и зеленчук потребно да јадат вашите папагали. Така да, ве молам, немојте веќе со прашањата кои витамини да ги купам, еве ви кажувам, никој. Само овошје и зеленчук се сосема во ред за вашата птица. Природно си е природно. Кога сме околу вакцините, кој ги вакцинира папагалите во природа? Какви вакцини, какви глупости? Еднашка едни соколари, мои пријатели од Србија, пробаат да ги вакцинираат своите птици грабливки, им советував да не го прават тоа, не ме послушаа, двајца ги вакцинираа своите јастреби, јастребите истиот ден и умреа. Така да, се што е хемија,
Тоа не е природно за птицата. Птицата е кревка, не може да го издржи тоа, нема никаква потреба од такви вакцини, верувајте ми. Кога сме кај птиците, не зборам за кучиња, за мачиња, кога сме кај птиците, зборувам конкретно за папагали и за птици грабливки. Така да ве советувам ниту тоа да не го правите, ако сакате вашата птица да е жива и здрава. Мислам дека овие совети ќе ви бидат добре дојдени. За повеќе вакви совети, слободно во коментар напишете која сакате следна тема да е, која или било какво прашање, ќе го прочитам, ќе го одговорам, ќе ви дадам совет. Од моето долгогодишно искуство, тука сум ви стоам на располагање за се во однос на птиците. И не заборавајте да го поддржите ова видео со лайк и секако subscribe на мојот канал. Се гледаме.